Почитувани гледачи, ги следите вестите на Канал 8. Почнуваме со подготвените содржини. 14 лица од Кочани ги потпишаа договорите за општинско корисна работа. Со тоа е означен почетокот на проектот Доверба. Во салата за состаноци на општина Кочани, 14 лица кои ќе бидат ангажирани во следните 9 месеци ги потпишаа договорите за општинско корисна работа во рамки на проектот Доверба. Избраните кандидати ќе бидат работно активирани со скратено работно време, односно 20 часа неделно, и при тоа ќе добиваат паричен надоместок од 13.750 денари во бруто износ. Од побарани 20 ангажирани лица, имаме одобрено 14 лица во 6 различни области, и тоа во градинката 5 лица, негователи за лица со попреченост 3, двајца имаме двајца фасилитатори за ромски деца, 2 лица имаме посредници во Центарот за донација, 1 лице фасилитатор за социјални прашања и 1 лице личен асистент. Денеска отпочнуваме со работен ангажман. Работниот ангажман, како и секоја година, ќе биде 9 месеци, со тоа што дел од лицата имаат и обука 3 месеци, дел немаат обука. Инаку се работи за 4 часовно работно време или 20 часовно во текот на неделата. Задоволни сме од изборот на активности во кои што се вклучени и се надеваме дека сите ќе дадат свој допринос. Инаку, ете да споменам и за износот на средства. 20% финансира општина Кочани, додека 80% UNDP. 13.750 изнесува бруто износот, со тоа што дел се за персонален данок и осигурување при повреди. Главни соработници во проектот ни се Центарот за социјална работа, односно Министерството за труд и Агенцијата за вработување, односно Центарот за вработување кај нас. Меѓутоа имаме и дополнителни соработници, тука се невладени организации, институции, каде што вклучуваме луѓе. Значи, градинката пред себе ја споменала, јавната општинска установа Павлина Велјанова, училиштето Раде Кратовче, каде што ќе се спроведува учење на македонски јазик на ромските деца, со Угошо Викентиев, каде што ќе имаме личен асистент, општината каде што ќе имаме фасилитатор за социјални прашања и невладината организација Благородна мисија, која што го раководи Центарот за донација, каде што ќе имаме посредници за делење на облека, обувки и слично. Можам слободно да кажам дека од вклучувањето на негователи на стари лица, ние дојдовме до проект за стари лица кој ни беше одобрен и кој што сега се финансира од страна на Министерството за труд и социјална политика, каде што имаме 16 ангажирани негователи, а сега веројатно имаме и проширување со плюс 16, и на тој начин со почнување на мал проект преку ОКР дојдовме до голем проект каде што создадовме мрежа на социјална услуга за старите лица. Така планираме да правиме и со други активности, како што се лицата со попреченост, со вклучување негователи или лични асистенти. Значи, проектот е од големо значење за заедницата, поготово што нуди можност да се опипа пулсот што е потребно, што е вистински потребно во заедницата. Општина Кочани 12 години е дел од програмата Општинско корисна работа, која е финансирана од UNDP, поддржана од Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. Последниве 5 години проектите се реализираат со 20% кофинансирање од општината. Проектот овозможува намалување на невработените лица, додека од друга страна се зголемува социјалната услуга и се подобрува квалитетот на животот на лицата во социјален ризик. На Пониква почна вториот национален камп за млади информатичари, чиј организатор е Сдруженијето Бистри умови од Кочани. На кампот учествуваат најдобрите 12 информатичари кои ќе се подготвуваат за учество на меѓународната олимпијада по информатика.
Во планинскиот центар Пониква на Осоговските планини почна вториот национален камп за млади информатичари, чиј организатор е Сдруженијето Бистри умови од Кочани, а со подршка од Сдруженијето на информатичари на Македонија. На еднонеделниот камп ќе учествуваат најдобрите 12 ученици информатичари од државата. Со нив ќе работат по 4 професори и студенти ментори од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки од Скопје. Годинава го одбележуваме првиот роден ден на Бистри умови и повторно сме тука со Сдружение на информатичари на Македонија, каде што го организираме и сме домакини на вториот подготвителен камп за информатичарите кои ќе не представуваат на престојните меѓународни олимпијади по информатика. Ги имаме трите тима, односно 12 ученици, сениорскиот тим кој брои 4 ученици, јуниорскиот тим кој брои исто така 4 ученици и женскиот тим кој брои исто така 4 ученици. Исто така ги имаме уште 8 професори и ментори на учениците. Они ќе бидат цела недела во ресорт Магнолија на Пониква, каде што интензивно ќе работат и ќе се подготвуваат за престојните меѓународни олимпијади. Денес покрај првиот роден ден на Бистри умови ние ја прославуваме и успешната соработка со Сдружение на информатичари и во иднина најавуваме повторно бесплатни курсеви за учениците од цела држава, многу заеднички проекти со Сдружение на информатичари и уште многу други работи. Од Кочанското Сдружение најавија кандидатура за организирање на Балканската олимпијада по информатика во сениорска конкуренција, чиј домакин треба да биде нашата земја. Се трудиме да ги одбереме низ циклус на превари најдобрите информатичари, најдобрите ученици од основно и средно училиште, кои што потоа би учествувале на интернационалните надпревари по информатика и би ја представиле Македонија дали на Европска олимпијада, дали на Светска олимпијада, дали на Балканска олимпијада. И откако ќе ги одбереме, се трудиме после тоа да работиме со нив многу интензивно, така што ќе постигнат добри резултати. Македонија е мала земја, ние од помалку од 2 милиони луѓе, треба да избереме тим од 4 што ќе ја представат и треба да се надпреваруваме со големи земји, како што е Јапонија со 120 милиони луѓе, како што е Кина со 1.2 милиони, и тие исто така се надпреваруваат со 4 надпреварувачи, така што за да ние бидеме мерливо добри како нив, мораме многу да работиме со учениците. Точно тоа е идејата на овие подготовки, на овој камп, кој што, како што рековте, за втор пат го одржуваме во Кочани. Оваа година треба да организираме Балканската олимпијада по информатика, да ги угостиме учениците и професорите од 13 различни земји. И сега сме во фаза на подготовка, организација, наоѓање на интересно место каде би се одржала, каде што може поевтино да поминеме, затоа што ни требаат и спонзори за да можеме да ги покриеме трошоците. Како домакин сме должни да ги покриеме сите локални трошоци, значи сместување, храна, локални екскурзии и локална логистика. На подготовките на кампот на Пониква присуствуваат ученици кои ќе се надпреваруваат на Европската јуниорска олимпијада, што ќе се одржи во август во Молдавија, како и на Балканската олимпијада по информатика закажана за септември во Босна и Херцеговина. Во сениорска конкуренција се подготвуваат тимот ученици кои во септември ќе бидат македонски представници на Светската олимпијада по информатика во Египет, како и тимот кој ќе ја представува државата на Европската женска олимпијада, што овој месец ќе се одржи во Холандија. Вториот национален камп по информатика на Пониква се одржува со делумна финансиска поддршка од општина Кочани. Сдруженијето Екотим Исток ги заврши активностите од проектот Запознај ги убавините на општина Кочани. На завршната презентација беа представени резултатите од него, при што ќе бидат вклучени 14 лица како туристички промотори на општината. Сдруженијето Екотим Исток организираше завршна презентација на која ги представи активностите од проектот Запознај ги убавините на општина Кочани, што се реализираше во изминатите 12 месеци. Негова цел беше преку креирање разновидна туристичка понуда да се промовираат културно-историското наследство, природните убавини и гастрономијата на општината.
Целна група на проектот беа 20 жители на општина Кочани, од кои 14 ќе бидат идни промотори на туризмот, како и креатори и реализатори на конкретни туристички тури. Кога пред една година го почнавме проектот, ние како здружение не ни бевме свесни со што се од богатство од знаменитости, културно-историски и верски објекти и културни манифестации располага општина Кочани. Меѓутоа, за наше огромно задоволство, на повикот за вклучување на лица кои ќе бидат промотори на туризмот во општина Кочани, се вклучија луѓе кои што практично се жива енциклопедија и познавачи на секое парче земја во општината. Нивното искуство, нивното знаење заедно со нашето искуство во делот на промоција на туризмот, креирање и реализирање на туристички понуди се одлична основа за идно развивање и промовирање на културно-историскиот, верскиот туризам и гастрономијата во општина Кочани. Иако во моментот имаме направено само неколку туристички понуди, тимот располага со капацитет за креирање и реализирање на огромен број на туристички понуди наменети за различни категории на луѓе, различни возрастни групи, како и различна физичка подготвеност. На презентацијата беше нагласено дека со проектот се идентификувани и развиени 30 локални туристички можности. Зголемена е видливоста на потенцијалите за културно-историските и верски, како и гастрономските капацитети преку креирање онлайн промотивен електронски каталог, а исчистени и доуредени се 3 туристички локалитети во општината. Се очекува со проектот да се привлечат и туристи од странство. Ми беше огромно задоволство да бидам дел од овој проект. Проектот беше едно прекрасно дружење со многу интересни луѓе кои што имаат огромно знаење за Кочани и околината. Јас после 33 години живење у странство случајно се бев овде оваа година и за среќа бев дел од овој проект и мислам дека потенцијалот на Кочанската општина и Осоговските планини за туризам е огромен. И многу сум среќна што еве организираме нешто да привлечеме, се надевам, и туристи од странство. Мислам дека у Лондон има интерес за ваков за во Лондон неоткриен дел на Европа и мислам дека ова како ги направивме проектите, се надевам дека ќе биде привлечно како понуда и во странство. Проектот запозна и ги убавините на општина Кочани се реализираше во партнерство со Сдруженијето на бизнис жени од Скопје, а во рамки на регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан Reload 2, финансиран од Европската Унија и кофинансиран од општина Кочани, а спроведуван од програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Основното музичко училиште Ристо Јоруков го одржа завршниот настан од проектот Музички балкански воз. На средбата беше презентирана музичката песна "Сите сме еднакви", што учениците и наставниците ја имаат создавано изминативе 2 години. Основното музичко училиште Ристо Јоруков го одржа завршниот настан за дисеминација на резултатите од проектот Музички балкански воз за мир во рамки на Еразмус Плюс програмата. На активноста беа презентирани содржините кои наставниците и учениците ги имаат работено изминативе 2 години. На средбата присуствуваа представници од локалните образовни институции од Кочани, како и лица од невладиниот сектор. Проект во кој работеа 6 тима со тројца наставници раководни. Тој е наставник Виктор Постолов, наставник Лјупчо Ѓоргиев и наставник Давид Велков. Координатор на проектот беше наставник Елизавета Ѓоргиева. Тимови кои работеа на песна за мирот и од сите тие, еве денес ќе го представиме победничкиот тим, кој на големо задоволство создадоа песна на која исто така создадоа и текст. На крајот сето тоа резултираше со еден видеоспот. Се надевам дека ова е еден голем чекор, предизвик повеќе за уште поголеми проекти и за уште поголеми дружби, соработки, преку кои не само ние наставниците, туку и учениците ќе учат. Значи, овој проект се реализира 2 години, започна во септември 2022,
Имавме неколку состаноци, имавме овоки минатиот август овде во Кочани, каде што ги обучувавме наставниците на кој начин нели сето тоа да се сработи со учениците. После тоа, како што кажав, работевме со тимови по училиштата и од секој училиште имаше победнички тим кои се представија во месец април во Грција, Лариса, Грција. Таму се дружеа учениците, презентираа оно што го научија. Покрај тоа имавме и тимови од мешани состави, како ученици од Македонија, Бугарија и Грција, работеа на песни и таму имаше победнички тим. Сето тоа го направивме низ дружба забава и се надевам дека нели понатаму ќе го пренасаме љубовта и пораката за мирот преку песните. Не само сега, не само ние, туку и они генерации кои следуваат. Еве, во текот на дисеминацијата на проектот ќе го видите видеоспотот на песната, која гласи "Сите сме еднакви". Црни, жолти, бели, насекаде сите еднакви. Проектот Музички балкански воз за мир е финансиран од Европската Унија преку Еразмус плюс програмата. Во него, освен од Кочани, учествуваа и представници од музички училишта од Бугарија и Грција, како и повеќе невладини организации. И една информација од спортот. Во саботата во Кочани се одржа 48-то издание на меѓународниот турнир во борење Македонски бисер. Учествуваа околу 30 надпреварувачи од повеќе земји. Во спортската сала на основното училиште Никола Карев во саботата се одржа 48-то издание на меѓународниот турнир во борење Македонски бисер. Се надпреваруваа околу 30 учесници од Македонија, Србија, Косово, Албанија, Бугарија и Еквадор. За победник беше прогласен репрезентативецот на Македонија Реджеп Хајдари, за најдобар борач Стефан Штериов од боречкиот клуб Спартак од Кочани, додека за најдобар странски борач беше избран Екзон Џони од Косово. Председателот на Боречката федерација на Македонија Дејан Богданов истакна дека традиционалниот турнир во борење Македонски бисер во Кочани се одржа по 13 годишна пауза. Во ова прилика сакам да ви израдувам сите кои сте дел од борењето, кои го сакате борењето, кој тимот работевме долги 3 години за овој голем резултат. Имаме олимписка норма во борењето, тоа е Владимир Егоров кој има на 57 килограми, така да борењето ќе биде дел од олимпијадата. Кој сите ќе се гордееме, сите ќе очекуваме дека ќе имаме добар резултат. Јас сум убеден, имам некој ден разговор со нашиот шампион и ми обеќа дека ќе земе олимписка медала. Тој кој обеќа тоа го исполнува. На настанот присуствуваше и министерот за спорт Борко Ристовски, кој во своето обраќање рече дека турнирот е од големо значење за промоцијата на спортот, а додаде дека представува платформа за представување на најдобрите борачи од целиот свет. Би сакал тука да порачам и на Боречката федерација на Македонија и на целокупната македонска спортска јавност дека ние како министерство имаме одговорност да се грижиме и за растењето на правилен начин на нашата младина и да го вратиме повторно спортот да биде еден од спортските основовите на ова здраво македонско општество, во кој што Министерството за спорт ќе биде носител, меѓутоа и секоја федерација поединечно треба да сноси своја одговорност и дел од сето тоа. Така да, што се однесува до тој да имате нашата поддршка во секој чекор, што имаме на располагање за се оно што може да бидеме од помош да заедно повторно да направиме борењето да биде еден од дечките спортот во Македонија. Во склоп на настанот беа доделени и признанија за поддржувачите на турнирот, што го организира Боречката федерација на Македонија и боречкиот клуб Спартак од Кочани. Турнирот беше збогатен и со настап на фолклористите од фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари.
Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата официјална веб страница kanal8.mk. Довидување.